Силен земјотрес со интензитет од 8,9 степени според Рихтеровата скала го погоди североисточното крајбрежје на јапонскиот остров Хоншу, создавајќи цунами бранови со височина од 4 до 10 метри. 10-метарскиот цунами бран, кој е најголем во Јапонија во последниве 7 години, го погодил пристанишниот град Сендај, а има информации дека најмалку 20 лица се повредени. Опасност од удари на цунами е прогласена и во крајбрежните тихоокеански региони на Русија, како и на Маријанските острови, Филипините, Тајван, Индонезија, Папуа, Нова Гвинеја, Наури, Микронезија и Хаваите. Епицентарот на потресот, за кој првично беше соопштено дека е со интензитет од 7,9, а потоа и од 8,8 степени според Рихтер, бил на 125 километри источно од островот Хоншу, на 24 километри под дното на Тихиот океан. По првиот земјотрес следувале уште серија потреси, меѓу кои 4 со интензитет од 7,1 степен, а најсилниот изнесувал 7,9 степени. Епицентарот на овој земјотрес се наоѓал 130 километри источно од Сендај, на длабочина од 24 километри. По потресот во неколку згради избувнале пожари. Потресот бил почувствуван и во јапонскиот главен град Токио, каде се урнал покрив на една хала, во која се одржувала церемонија на доделување дипломи на околу 600 студенти. Властите ги очекува утврдување на бројот на жртвите и проценка на причинетата материјална штета. Земјотресите се честа појава во Јапонија, која се наоѓа во едно од најактивните сеизмички региони. Во декември 2004 година, северозападниот брег на островот во Индонезија, Суматра, беше погоден од еден од најсилните земјотреси во светот изминативе 40 години, при што беше предизвикано цунами од кое настрадаа стотици илјади луѓе во 12 земји во Индискиот океан. Серија земјотреси ја стресоа и Папуа, кога загинаа неколку лица.